гледачи, добар ден. Краток преглед на вестите во 15. Акцијата за почисто Скопје е во полнек. Новиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски и надлежните служби имаат рок до недела навечер да го реализираат предизборното ветување за чист и уреден главен град. Екипите на терен работа со забрзано темпо, а јавноста будно следи дали оваа акција ќе донесе видлив резултат. Дали цените дека оваа акција ќе донесе вистински резултати? Јас се надевам дека ќе донесе, а ќе бидам многу радосен ако донесе. Бе, овие лисија кој треба да ги собере? Кој треба да има редовно вработени, сега испуштија од работа, зашто не знам. Смрди тоа. Требаше ли порано да се направи? Требаше, ама не го прави. Може да работа. Ева со какво темпо треба да се продолжи? Абе, да се појачам. Пред мојата зграда не, редовно се чистеа. Но околу, тоа што го гледам, беше страшно. Така да очекувам и на другите места да се подобри состојбата. Но не само тие што чистат, треба да се запрашаме и ние што фрламе ѓубре. Зашто гледам од балкон, многу често се случува ѓубрето да го фрлаат или од далеку, или од околу. Продолжуваат реакциите по апсењето на директорот на платежната агенција за ИПАРД програмата Илија Стоилев за примање мито. Екс-министерот за земјоделство и пратеник на СДСМ Љупчо Николовски тврди дека коруптивните шеми и скандали на кадрите на ВМРО ДПМН во земјоделството ја доведуваат во прашање европската поддршка за реализација на ИПАРД 3 програмата вредна 128 милиони евра. Од друга страна, актуелниот министер Цветан Трипуновски вели дека агенцијата е посебно тело кое ќе продолжи да работи согласно законите и не гледа причина за замрзнување на средствата. По овој скандал, според информациите кои што ги имаме, веќе има најава и тоа е можно да Европската Унија ги стопира финансирањата во ИПАРД 3 програмата од Европската комисија. Во ризик се ставени 128 милиони евра од целата 7-годишна програма. Пари кои требаше да бидат двигател на нашето земјоделство. Тоа значи дека нема повеќе нови повици, најавите за новите повици не може да се отворат, нема нови договори кои што ќе бидат склучени, но исто така и нема исплати за проектите кои што тековно се финансираат. Агенцијата е посебна институција која што има посебен менаџмент, посебен управувачко тело кој што работи согласно нивниот план и активности, така да не гледам никаква поврзаност, затоа апелирам дека овој случај треба да се истражи до крај и доколку има одговорност да се делува согласно законот и процедурата. Агенцијата е акредитирано тело кое што ќе си продолжи да работи согласно правилата и процедурите. Ние ќе продолжиме, како што кажав, доколку има и други вакви случаи да се делува. Не гледам загрозеност на ИПАРД средствата и националните плаќања кои што ги имаме како држава. Заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања вчера и денеска во Скопје ја одржа 38-та редовна средба согласно годишниот план за работа. Како што соопшти од комисијата, за време на средбата од македонска страна беа доставени новите учебници за историја и општество за 5-то и 6-то одделение. Со оглед на новата реалност на средбата се разговараше околу идниот пристап и методологија во однос на дискусиите околу учебниците. Дискусијата по оваа тема ќе продолжи на седната средба, соопшти македонскиот тим во комисијата. На средбата бил подпишан записникот од 31-та средба и продолжило согласувањето по записникот од 32-та. Нагласуваме македонскиот тим низ својот проактивен пристап за градење на доверба, продолжува кон изнаоѓање одржливи решенија врз основа на взаемно почитување на сувереното право на другиот за различна перцепија кон минатото, се додава во соопштението. Следната средба ќе се одржи во првата половина на декември во Софија, соопштуваат од комисијата. ВМРО ДПМН уште еднаш потсети дека СДСМ доживеал историски дебакл на изборите. Од партијата сметаат дека владењето на Филипче и Заев ја доведе партијата до колапс со освоени само 6 општини, 126.000 гласови со околу 230 советници. Истовремено ги изгуби и своите некогашни бастиони. Се дури СДС е управувана од дуото Филипче Заев, партијата е далеку од било каква можност за прогрес, консолидација и реформација. За СДС неопходен е прекинот на папочната врвца со Филипче и Заев, ако сака политички да преживее. Доколку СДС сака да го продолжи својот политички опстанок, Филипче треба да си поднесе оставка. Македонија има потреба од силна опозиција, надвор од периметарот на Филипче и Заев.
Вештачката интелигенција нема да ги замени лекарите, туку ќе им помага, а дигитализацијата на македонскиот здравствен систем ќе значи податоците да го следат пациентот, а не обратно. Сите алгоритми поврзани со вештачката интелигенција ќе бидат алатки кои што ќе помагат на дневна основа и за медицинскиот персонал, и за докторите, но и за пациентите. Тоа е алатка, тие се алатки кои што подигнуваат интеракција помеѓу здравствениот систем и пациентот, и целта на тие алатки не е да се менува доктор со машина или со алгоритам, туку тие да бидат алатки кои што ќе помагат и ќе носат здравствени услуги кои што ќе бидат во реално време, попрецизни и достапни од секоја точка. Фактички здравството да биде поблиску до граѓанинот, а не граѓанинот да трча по здравствени институции. Креираме здравство кое што податоците ќе ги следат пациентите, а не пациентите да трчат по податоци. Вкупните приходи од наплата на патарина за првите 9 месеци од годинава изнесуваат 58 милиони 725 илјади евра, информираат од јавното претпријатие за државни патишта. Во септември годинава прометот на наплатните станици изнесува 402 милиони денари, а во летните месеци кога е највисока фреквенцијата на возила биле инкасирани 494 милиони во август, 470 милиони во јули и 400 милиони денари во јуни годинава. Најпрофитабилна е наплатната станица Романовце, а најниски се приходите на Кадрифаково. Од јавното претпријатие велат дека електронската наплата достигнала 35% од вкупните патарини. Во градскиот парк во Скопје се одржува саем за храна како уникатна можност да се вкусат домашни производи и специјалитети. Под мотото "Вкусија традицијата" преку домашна здрава храна, саемот ги промовира производите македонско најдобро, што представува синоним за квалитет. Денеска тука можеме да ги вкусиме вистинскиот, автентичниот, традиционалниот вкус на македонската храна. Токму оваа храна е произведена од нашите полиња и преработена од рацете на нашите македонски земјоделци. Би сакал да нагласам дека кампањата Македонско најдобро представува повик до сите нас да ги препознаеме, да ги цениме и да ги поддржуваме македонските земјоделски производи. Главните цели на оваа кампања се да го зголемиме и зачуваме домашното земјоделско производство, да обезбедиме просперитет на руралните средини и подигање на свеста за квалитетот, автентичноста и значењето на домашните производи. Кога избираме македонско, ние не избираме само квалитет, ние ја поддржуваме домашната економија. А растот на цените ги редуцира посетите на граѓаните и туристите на угостителските објекти. Понатамошниот драстичен раст на угостителските цени, кои за една година се зголемија за 3,9%, според експертите може негативно да се одрази врз бројот на посетители. Позитивно е што туристичката сезона во Охрид се продолжува. Направивме една обсежна анализа во делот на Booking.com, во делот на оние резервацијски системи, каде што во јуни месец, односно веднаш по мај месец, веднаш по великденските празници, беше евидентно дека цените беа многу високи, па наеднаш дојде до на дампинг цени, се намалија цените, но резултатите и ефектите беа малку задоцнети, значи требаше околу месец дена да поминат за да може тоа да резултира со ефектуирање на тие одлуки кои што се донесоа. Лекција да се научи, значи не смееме никогаш драстично да ги изголемуваме цените, тоа веднаш се одразува негативно и трендот навистина се намалува во делот на туристичките посети и ноќевања. Не сме да има вакви драстични флуктуации, односно вакви контрасти. Се што се прави треба да се прави постепено и пред се тука можем да кажем дека се уште не постои едно тело на локално, регионално и национално ниво кое што би можело, односно повеќе тела кои што би можеле да бидат како еден чадор во делот на туристичките текови. Со многу повеќе информации гледайте не во вестите во 16. Пријатно.